Почитувани граѓани, почитувани представници на медиумите, на 15. јули продолжуваме да одиме и чекориме напред. Имаме избор. Граѓаните ќе изберат да продолжиме напред, уште повеќе и уште подобро. Граѓаните ќе го одберат СДСМ и коалицијата Можеме за зголемена минимална плата, за нови работни места, за зголемена просечна плата, за недела како неработен ден, за појак здравствен систем и за земја од која што ќе се извезуваат производи, а не луѓе. Како одговорна власт, СДСМ се води исклучиво тоа што е најдобро за државата и за граѓаните. По 6 месеци закоченост, во моментов тоа значи нов парламент, а потоа и целосно функционална и легитимна политичка влада, без неодговорни и незрели министри. Влада со полн политички мандат и капацитет. На есен да сме во полна сила за справување со ковид, за новата учебна година, за новата грејна сезона. Почитувани граѓани, 15. јули е денот кога одлучуваме кој ќе ги води и предводи институциите и ќе ја води државата. Ќе одиме напред или ќе се вратиме во несигурност и страв. Ќе ги жнееме плодовите заедно или ќе се местиме еден со друг. Ќе работиме и успееме сите, без разлика кој од која партија е, или ќе царуваат локални шерифи, неработници и криминалот. Самите бираме. На 15. јули бираме да му кажеме збогум на неодговорниот, незрел и арогантен Христијан Мицкоски. Човек кој руши мерки, кој промовира неказнивост и шири лажни вести. Сетете се, почитувани граѓани, за време на целата криза, дали Мицковски и неговата фейк ньюс партија повикуваа да се почитуваат мерките, или цело време става сопки и го подриваа здравствениот систем и се исмејуваа со целата криза. Сетете се кој лажеше дека сме изгубиле 140.000 работни места. Кој лажеше дека во болниците имало уште 100 тестови, кога дневно се тестираа над 1000 наши граѓани. Кој одеше по теретани во време на забрана за работа на истите? Кој одеше по кафани во затворен простор во време кога тоа е забрането и опасно по здравието на сите граѓани? Знаете дека 15. јули ќе е голем ден и за сите во фейк ньюс ВМРО. Ден кога ќе почне вистинската промена и кај нив. На еден начин тоа ќе биде пораз за нивно добро. Почитувани граѓани, сме решили да бидеме партија која ништо не става по тепих. Јавно соопштуваме се и заедно им се радуваме на успесите, кои ги направивме за исклучително кратко време. Но не ги криеме ниту предизвиците и сето она со кое што се соочувавме и соочуваме во овој тежок период. Во вас гледаме наш партнер, наш сојузник и токму затоа сме убедени дека заедно и со доследно почитување на мерките за заштита ќе победиме оваа епидемија. Затоа ве повикувам да бидеме дисциплинирани и одговорни, да им помогнеме на здравствените работници, кои се на првата борбена линија, луѓето за кои треба да имаме најголема благодарност што во изминатиот период се жртвуваа толку многу. Јас како шеф на изборниот штаб на СДСМ и коалицијата Можеме, во негово име, но и во име на партијата, ве уверувам дека СДСМ ќе води одговорна и 100% безбедна кампања од здравствен аспект. Кампањата започнува на 24. јуни и ќе трае до 12. јули на полноќ. Тогаш настапува и предизборниот молк. Ги откажуваме митинзите, големите собири и сите потенцијално ризични настани за здравието на граѓаните. За нашите активисти, членови
но и за сите граѓани. Но ќе бидеме со вас, граѓаните, преку социјалните мрежи, преку медиумите, билбордите, дигиталните алатки, но и преку сите други можни канали на комуникација. Заедно со граѓаните ќе извојуваме уште една победа за европска еднина на земјата. За луѓето да ги бираме по квалитет, а не по партиски книшки. Младите да останат тука и да ги ослободиме еднаш за секогаш од непотизмот и корупцијата. А можеме? Навистина можеме. Благодарам.